Цермат ви представува Фрајле гостуваа во Битола. Прослава за наградата на представата Без паника. Промоција на книга на Гордана Петров. Концерт на современ джез. Битолскиот дувачки оркестар ги воодушеви битолчани. На Бога камења не сме фалале. На 1000 гости во пациото на Завод и музеј уживаа и се забавуваа со исклучителните и воодушевувачки вокали на групата Фрајле од Србија, тоест Марија Мирковиќ, Наташа Михаловиќ, Јелена и Невена Буча, надополнети со 2 акустични гитари. Важат за едни од најдобрите акустични бендови на Балканот со милион прегледи на YouTube. Минатата година ја добија и златната бубамара на популарноста за најдобар бенд на Балканот, а во Битола доаѓаат за прв пат. Пред неколку денови го промовираа албумот како прв дел од една нова целина, А страна на љубовта. 4 шармантни дами се потпишаа и како текстописци и како композитори на 5 numeri, кои битолската публика имаше можност да ги слушне, а покрај авторските, на албумот се наоѓаат и една на Зденко Руњич, како и Чукниво дрво од Владко Стефановски, на која песна битолчани пееа заедно со девојките. Ни своите исклучителни вокални можности ги донесоа на сцената Нина Бадрич, Масимо Савич, Тереза Кесовија и други. Од летото 2009 година, 4 членки на бендот одлучиле да ги здружат своите сили, неверојатни вокали и музички таленти, што за помалку од една година ги одведе до неверојатен успех. Потеклото на името е од германскиот збор фраулин, што значи госпогица. Фрајле се познати по својот специфичен начин на презентирање на песните, а во нивните авторски песни се чувствуваат елементи од музиката од сите страни на светот. Нивниот музички настап е возбудлив, како за клубската, така и за концертната публика, со што ги освојуваат Мира Адања Полак, Александра Радович, Зоран Кесич, Ана Станич и многу други. Шутливо дрво, бистрина е, надоре пролежи ви сме. Комедијата Без паника во режија на Благој Мицевски од Битолскиот народен театар е носител на првата награда за представа во целина на фестивалот Гола месечина, што за прв пат го организираа Театар Комедија и општина Аеродром Скопје. Па, на некој начин, да, убаво чувството кога се добиваат награди, иако лично, да кажем, не сум бил поборник за тоа да има секогаш награди на фестивалите, меѓутоа во тој фестивал реши да ги наградува учесниците. И многу ми е драго дека наградата е за најдобра представа во целина. Во таа смисла на некој начин се задоволени и покриени сите што учествуваат во представата, затоа што сепак мислам дека тоа е еден колективен чин, така беше создавана и така и се игра и доживува многу изведби. И на некој начин беше очекувана затоа што кога бевме таму бевме изненадени како представата ја прими публиката, која што беше во огромен број, 1500 гледачи, мислам реагираа со браво битолчани на крај и некако и очекувавме помалку, да бидем искрен. Хероите во Без паника се сплеткани во клопката на сопствените животи, не можат веќе да воспостават контрола над ситуацијата издиктирана од нив од социјално-општествените околности. Во оваа представа играат Александар Копања, Маријан Георгиевски и Никола Пројчевски. Изненадувачки во секој случај. Значи, не голема награда за една представа е публиката. Базично за Без паника е битолската публика, значи е прифатена. Има луѓе кои што доаѓаат и по втор пат и по трет пат да ја гледат представата и мислам дека тоа е најголемата награда за животот на една представа. Од една страна, од друга страна, секое признание е добродојдено.
Малку бевме поприлично збунети од една страна, пошто комплетно неочекувано дојде целата ситуација, нели, самата награда, но она изненадувачки беше фактот што скопската публика безпрекорно добро ја прифати самата представа, одлично реагираше, исто како пред Битолчани да си ја игравме, како дома да си ја игравме. Карактеристично беше тоа што пред 1500 души ја игравме, значи не камерно како 70 души како во Битолски театар што играме, туку ја игравме пред 1500 души, не отворено. И навистина беше едно специфично убаво доживување за секој од нас тројцата. Да бидам искрен, не се изненадих многу затоа што знаев дека ќе биде утре. Не. Добро, супер беше. Не искрено не ни очекував и да, бев изненаден малце, меѓутоа секој е чудо 3 дена. Во секој случај добро признание кога некој добива награда за нешто што го сработил. Без паника е одлична представа која што треба сите да ја видат. Што тоа означува и за самата представа и за вас како актер? Па, ова е представа во која што се докажувам на себе си некои работи што сум ги размислувал цело време додека сум студирал после тоа, дека најважно од се е да бидеш слободен додека работиш нешто, односно слободен, да не чувствуваш никакви притисоци, стеги, не во смисла некој да врши притисок врз тебе, меѓутоа ти самиот да немаш запирки, кочници. Токму ова представа се случува и се случија и се уште се случуваат тие работи. Тоа е за мене едно од најголемите нешто што може човек, мислам дека треба секој да го доживи, особено ако е актер. А како представа, од она што го не знам како екипа, веројатно супер, не знам, немам коментар. Оваа награда е уште една во низата како потврда за квалитетот на битолскиот театар. Ние одамна се немавме испробано во еден жанр што се вика комедија и така многу ни честопати ни прифрла зошто не се. И еве видете се случи тоа, се зафативме за комедија и направивме навистина една хит представа која ја сака публиката, еве и жирито во Скопје ја оцени за највисока награда, така да сме исклучително задоволни. Сценографија и изработка на плакат Драган Ангелковиќ, кореографија Валентино Апостоловски. Благодарам пред се, значи оваа награда е да речам на некој начин многу добре дојдена, бидејќи ова е првата моја кореографија за театарска представа, направена со глумци. И прво по машко, првата представа награда. Колку те мотивира и понатаму да продолжиш, нели, да бидеш кореограф токму во некоја представа, ете и од битолскиот театар и воопшто и комедија? Па уште пред наградата јас видов како е во суштина да се работи со глумците и е стварно многу интересно и многу добро. Но сепак со наградата, како што кажа и ти, добивам дополнителен елан за работа со нив и сепак мислам дека ќе продолжиме да работиме заедно. Представата се занимава со прашањата што општеството очекува од еден современ маж. На еден комичен начин актерите ни ги пренесоа проблемите кои го измачуваат денешниот маж. Текст работен според Паника од Миха Милијахо. Драматургот е Билјана Крајчевска, а текстовите се и на актерите и режисерот. Секоја награда е провокација, таа е поставување на естетски и поетски вредности, на себеиспитување на нови критериуми. Тоа е така затоа што може да се направат многу нешта кои што се значајни, но да поминат незабележливо, бидејќи театарот е еден заеднички чин на глумецот и на публиката. И не е само во прашање авторската, односно екипата која што го создава овој процес, туку и самата публика. Сега најголем успех е кога ве гледат, односно кога ве следат сите оние луѓе кои што занимаваат со театар и дават за вас некакви забелешки, но исто така е значајно кога луѓето што се секојдневна публика ви го дават тоа успех. Предучеството на овој фестивал без Паника беше изведена во Ресен, Демирхисар и Кичево. Во кафе-бар Радост, во една прекрасна поетска атмосфера, беше презентирана најновата книга на битолчанката Гордана Петров со наслов Бакарно небо. Јас сум она што го расфрлавте, а сега ги собирате моите делчиња. Јас сум она што го барате и она што го најдовте под ова бакарно небо. Тоа се само дел од стиховите во книгата. Па книгата е инспирирана пред се од емоциите врзани со љубовта која што јас, како што велам, тоа е моја животна формула и моје мото, дава ја љубовта бидејќи таа никогаш не се троши. Многу да ја давате, а за возврат
партнерот треба да се погрижи, да ја врати колку што може повеќе. Значи, љубовта е двигател и мотив на сето мое пишување, на сето мое творештво, на секој мој пишан збор, така и во книгата Бакарно небо, која што еве тази пред 2 сати излезена, мислам, од печатница. Се работеше многу динамично овие 2-3 дена, со крајен професионализам печатницата Графопром од Битола ја издаде. Во главно, секој пишан збор е посветен. Посветен е на партнерот, на онај према кој се гаи вековна, вонвременска љубов. Дел има од песните посветени на семејството, дел на моите внуки, али во главно, основа на секој пишан стих е љубовта. Љубителите на пишаниот збор, на поезијата, ќе се влюбат во оваа книга и сигурно барем уште еднаш во животот повторно ќе ја прочитаат. Наскоро промоција на уште едно ново дело на Гордана. Во рамките на Битфест, љубителите на џез музиката уживаа во концертот на современ џез. Иван Бејков, Александар Секуловски, Сашо Поповски и специјалниот гостин Дейв Вилсон од Америка направија прекрасна атмосфера во дворот на културниот центар Магаза. За 9-тото издание на Битфест подготвивме специјален гостин, значи Дейв Вилсон од Америка, од Лос Анџелес, и нашиот бенд е Александар Секуловски и Иван Бејков на контрабас. Драго ми е што доаѓате, што ги пратите сите настани кои што ги правиме и драго ми е што публиката денес ќе слушне една композиција на Дейв и една композиција моја и другите ќе видат аранжмани на композиции кои што ние ги сакаме и кои што милуваме да ги свириме. Свирам доста во Македонија, сега за сега сум тука година дена. Со Иван Беков, мислам 10 години трае со работка. И со Алекс, со Сашо се запознавме, мислам, оваа година, колеги сме на факултет во Штип, на Џез Академија, и баш ми е кеф да свирам со локални музичари тука во Македонија. Кажи ни нешто, ете исто така и Саше предходно најави за самата композиција, која што денес битолчани имаат можност да ја чуе. Па, искрено да ти кажам, композицијата ми е баш нова и ова прв пат ќе свириме, мислам, пред еден месец, може пред неколку недели ја компонирав и баш ми е драго што премиерата ќе биде со овие музичари тука во Битола. Изминатиот период Вилсон имаше неколку предавања во Македонија, меѓу кои и на Факултетот за музичка уметност во Штип, де е активен како композитор и џез музичар на релација Лос Анџелес Македонија. Неговите композиции беа изведувани од страна на филхармонискиот Бафало оркестар во Њујорк и Дизни концерт хол во Лос Анџелес. Тој соработува со македонските џез музичари Тони Китановски, Васил Хаџиманов, Сашо Поповски. Во Битола, иако град со богата музичка традиција, долго време недостасуваше дувачки оркестар кој ќе го разубавува градот. Оркестарот кој некогаш постоел денес во ново светло со нови музички лица од кои израчи љубов и емоција е реоформен од ентузијастот Маријан Бакревски, кој стои на чело на оркестарот, кој гледа светла идни на овој оркестар. Бакревски е роден во Битола, каде што го завршува средното музичко образование, а потоа животниот пат го носи до Соединетите Американски држави и Австрија. После повеќе годишна работа во различни оркестри, како New England Philharmonic, Charles River Wind Ensemble и многу други, Маријан добива инспирација и желба да застане на чело на битолскиот дувачки оркестар. Тој работи како професор по кларинет во Средното музичко училиште во Битола. Битолскиот дувачки оркестар изведе дела од Штраус, Тејке, Суза, Лехерман и други. Со настапот во Битола предизвика голем интерес кај битолската публика, која уживаше во концертот на Широксока.